Јагнешкото месо и јајцата достигнаа астрономски, досега незапамтени и фатални цени за џебот на граѓаните. Верували или не, килограм јагнешко во месарниците достигна цена од 450 денари, што е еднакво право богатство за потенцијално задоволство. Со безмалку 10 денари од купувачите од денеска се брани и секое јајце, со што до овој момент се заокружува списокот на големи покачувања. Беше 420 до вчера, денеска 430. Качува се цената. Тоа е народната цена таму. Жива вага, кажува дека е 180 денара сега. Откуп има моментално за овој католички Великден. Сточарите чека цена. Веројатно ќе иде уште нагоре цената. Поради ова, сезоната на најпосекуваното месо за Великден може да остане сиромашна за сите, бидејќи толку пари за килограм месо имаат молкумина. За нашите плати скапо е. Со ниски примања што е скапо е. И прескапо е. Па, слушај, за богатите не е скапо. За сиромасите е тем скапо. Ако не е скапо, скапо е. Секој не може да јаде сега. Зошто јагнешкото овој пат ги помина куповните можности на безмалкусите? Не е, бе, само главче. Оно е најефтино. Ја јадам јагнешки главички само, а месо не. Оти не стасува за месо. Не сме заинтересирани. Јас не можам, сега кој што може нека купи. Заедно со останатите досега покачени основни животни артикли, ова е најскап месец досега и најголема економска криза по Втората светска војна, а за која премиерот Ковачевски го даде следново објаснување. Инфлацијата овде е увезена заради зголемувањето на цените на основните продукти, нафтата и нафтените деривати, енергијата, електричната енергија. Како одговорна влада ние ги презедовме сите мерки и можам слободно да кажам најдобрите мерки во регионот.